100.000 евра за лажна изјава против Гордана Јанкуловска. Екс-министерката намета на луѓето од тимот на Катица Јанева, јавува Курир. Според информациите, вработениот во МВР против кого е поднесена кривична пријава, му нудел на сведокот огромна сума на пари за лажно да сведочи против Јанкуловска. Парите требало да му ги исплати човек од врвот на СДСМ веднаш штом ќе ја потпише изјавата. Целта била со лажната изјава да се компромитира Јанкуловска и јавно да се дискредитира. Сител вчера објави дека целиот обид за подкупување сведоци истрагата уредно го документирала и дека против вработениот во МВР поседуваат цврсти и непобитни докази. Интересно е што лицето кое е осомничено за подкуп неодамна добил напредување за неколку скалила од техничкиот министер на СДСМ Оливер Спасовски. Покрај оваа кривична поднесена е и уште една против тројца обвинители во обвинителството на Јанева. Според пријавата, тие ги малтретирале сведоците, не им дозволувале да повикуваат адвокати и упатувале закани кон нив и нивните семејства. Гледаш ли Никола Груевски што прави од државата и како не уназадува? Ти имаш фамилија, соработувај, инаку ова нема тука да застане. Е само еден од цитатите кои сведоците го напишале во пријавата. Јанева денеска не беше расположена да даде одговор на прашањата поврзани со кривичните пријави во нејзиното обвинителство. Знаете, мислам, ви го знаете, имаше и вчера исто известување од потпаролот или од мојата колешка Ленче Ристовска дека како се во врска со тоа дека треба да се докажат тие кривични пријави, така да мислам дека целосно сте транспарентно информирани. Повеќе детали Јанева најави на пресконференција која, како што рече, специјалното обвинителство ќе ја закаже во наредните денови.